Точно е тоа политички Толаху Мицкоски дека најголемата бугаризација на Македонија е земањето на бугарски пасоши заради економски бенефит. Заради економските можности што ги нуди европскиот пасош. Се додека така постапуваме, без разлика дали сме opinion makeri, дали се новинари, дали се членови на политички партии, се додека така се однесуваме и не збориме гласно за проблемите кои што ги имаме у државата и додека нашата опција или една опција која што ја поддржуваме на власт и кога е во опозиција, ќе ни се повторува едното исто. Зашто? Проблемот е со луѓето како имаше некој што не ги баниравме, еве, имаше еден цело време, цела вечер што ги правдаше, се не можам се сетам на никнејмот како му беше на YouTube. Тој човек е проблемот. Зашто? Па власта ги чита тие нивни коментари. Чита кој пофалби ги има Христијан Мицкоски за него на Facebook. И он си вика, да бе, вака е супер да правам. А шо прави? Потроши $500,000 на патување у Вашингтон и у Њујорк, изгоре пола држава, не се појави еднашка на телевизија да даде изјава, да даде поддршка, да помогне нешто во врска со пожарите, и он си мисли дека, пошто вие го поддржувате, го фалите, го браните, он си мисли дека така треба. И он така нема да продолжи само денес, утре, заутре, месец, два, така ќе отера целиот мандат. Луѓето треба да сватат оваа држава, дека у нив е силата. Вие одлучувате кој ќе биде на власт, кој нема да биде на власт. Утре ако сакате да искочите 300,000 луѓе на улица, нема власт која што нема да падне. 100,000 да искочите, нема власт која што нема да падне. Ама вие не сте спремни, зашто? Пошто чекате нешто. Затоа што штитејќи си го својот личен интерес, дозволувате да се уништува државата, да се девалвираат институциите и да се распродава државниот и националниот интерес. И стигнавме до тука. И прашуваат дали ќе има ново дно, дали секоја година, имаше еден гледач искоментирано, секоја година ново дно, ми се чини дека допираме, да. Затоа што све што постои во оваа држава е уништено ради партиски клиентелизам, ради лични интереси и заради тоа што секој нешто чека од новата власт и затоа што молчи за истите работи кои што ги критикувал кога неговата опција била во опозиција. Ние сите сме виновни што државата е уваква ситуација. Ајде да видиме од 2021 Мицкоски кога му било курентно, кога собирал политика и кога го лажал народот да го гласат, што правил у 21? Ајде. Опа, Мицко во 2021 година, за да лаже народ дека он многу се грижи за државата, за пожарите, народот, шумските богатства и Пехчево, еве, на 7 август, таму носел вода во Пехчево. Ама тогаш било пред избори да го гласаат и тогаш носел вода. Тоа пред локални избори. Ова кога викаше дека додека он ВМРО не е завршен преспанскиот у исти период. Да. Ја често ја вадам таа отсечка, тој исечок од неговата телевизија. Ова знаеш што е? Ова е фотооперација, фотоопе ова. Абе ние сме ги Ова нема сликале врска. сликиве. А? Ние сме ги сликале сликиве. Па ти си ги сликал, ама он правил фотооперација. Ај пушти ја И другата. не сте само вие, сите го Сме сликале. знаеле ние што правиме. Пушти ја другата. ВМРО водоносно. Со народот заедно до последно згаснатиот пламен во село Будинарци, Берово. Еве, ова е пред избори, кога, нели, наравно, овдека пред избори се глумеше дека многу се загрижени за пожарите, шумите, Будинарци, Пехчево, Берово и остали населени места. Овдека ги гасеа. Бре. Многу беа загрижени овдека. И они вика, ако ќе дојдеме ние на власт, ова више нема да се случи. Еве, ја да аплодирам. Да. И види автопатов Штип Свети Николе како. Сега ќе идеме. Е, многу добра фотографија. Чекај аплауз, сакам да дадам. Многу јако, брат. Бре. Многу јако, брат.
За утоварач и стоварач е топ. Браво. Браво, браво, браво. Стегачи на колената ќе стане мага. Браво. Аплодирам цело време, да. Многу е добро, многу хуман гест, многу човечки гест, многу лидерски гест. Дај ќе ве замолам сега да видиме уште една работа, а да ми ја најдете изјавата Мицковски кај што рекол дека сите што имале бугарски пасоши ќе ги палеле кога државата ќе била во ЕУ. Ја објавено е кај нас. Слуша Чекај тешки бе, муабети. Мицика. Слуша тешки муабети. Значи ние сме били управо. А мислиш дека не гледа? Гледа од него. Гледа па се гледа. А, од некој Гледа, кешен се гледа. Гледа. А мислиш дека се нервира или не? Не се нервира, Или учи. се смее? Не бе учи. А, Се смее и века. се смее и користи и убави работи што ќе ги слушне тука и он ги дефинитивно гледа. Поздрав. Од лажен профил Поздрав гледа до или премиерот. Од фейк, да. од фейк? Има некој лажен профил, така сум чул. Значи точно е тоа политичкиот Толаху Мицковски дека најголемата бугаризација на Македонија е земањето на бугарски пасоши заради економски бенефит. Заради економските можности што ги нуди европскиот пасош. Сега ќе види. Нешто ново ли има? Дај пуштив на речи. Значи, бугарите ќе влезат во устав сепак, а? Значи дека секако ќе влезат бугарите во уставот. За да влеземе во ЕУ, треба да ги влеземе бугарите во уставот, што значи дека Тоа ли е подготовката? да, македонците ќе ги искинат бугарски и да ги искинат. Ова подсетува на изјавата како на Бранко Црвенковски. Ти текнува на изјавата у Бугарија. Кога го прашува за бугарските пасоши. Ја кога ви зборев дека Бранко е коска со Мицко, вие броевте таму у Валандово гласови за Мицко. Уште Па, тогаш ви кажував. Ти си имал инсайдерски информации од Не бе, друго јас знам место. како стојат работиве у позадина. Не, си имал инсайдерски информации. Јас знам ова од наше дете што го имате сега тука на мониторот. Кај може би ние што со твоите седнало наше информации дете- се такмичиме. Наше дете у влада што седнало, знам генезата ја знам. Која што не е многу блиска до ВМРО. До идеологијата на ВМРО, сачувај Боже, па на историското ВМРО. На модерно ВМРО, да помане не е блиска, а не па на историското ВМРО. Ама ја кога зборев, Филип вака, Филип така, Филип онака, па сега сркајте. Така? Пардон, мој френд. Ајде да видиме пожарите до кај се ова Мицика, како да ти кажам, сега бугарите стај ги устав одложено. А види, Ауе. прв бугарин устав Пламен ќе го стават. Прв бугарин устав е Сања Божиновска. А втор е Пламен. Се извинувам, не мој бугарин, него бугарка. Ајде коректно малку изразувајте се и Зашто? лексички све. Па Значи директор на родови Диме Комуњарот, директор Тоа на не е литература. директор на МЕПСО е братучедот на Изет Меджити. Еј, А не тоа се немој да мешаш сега луѓе без врска. па тоа го кажавме пред пола Не, на Бетмен сопругата била, не е точно, нема врска. Братучет на Изет Меджити е директор на МЕПСО. Абе, под контрола е? Па гледаш дека Ова Под контрола е. змија си Ова игра. е, Змија си игра. ова е лайт ефект. Па чекај малку. Па под контрола е, не е до крај линијата на сликата. Уште 10 едно не е запалено. Тука скроз десно, скроз десно. Е, тука е малку незгодно, глеј, кај куќите е. Не, не, под контрола е бе. Абе, куќи ли горат? Куќи горат? Ова не, ама 30 од кога куќи у Свети се Николско од кога има се овие изгорено. слики? Остај ти за тоа знам. Сега. Овие се од сега, пошто овде гледам куќа некоја инфраструктура е на сликата. И овдека се куќи бе. Ама ова се нови слики или стари? Нови Сега бе, гори. сега. Деко, ајбе, магла не ме замарај. Шо века? Оди гаси пожар, таму и не замарај, еве ти бан. Пак ли истото? Приглупи се малку, знаеш дека? Чекам од. Еј, види кај мене на Facebook има Real Lonely. за мешањето во Венецуела. Вика, абе, слика овие. 30 дена се само Да ги на објавиме. власт
Како сакате за 30 дена да ги стават пожарите под контрол? А па не, имаат они 100 дена да ги стават пожарите. Ако не да почекаме 100 дена, нека Може.